Според извештаите ние се сметаме за држава каде што не владее правото, држава која што е узурпирана и која што е хибриден режим. Сега, малку се иронично кога една влада што го потиснува владењето на правото дискутира дека се спроведувало поведување на право и во времето на ВМРО и во времето на СДСМ, кога истите тие го потиснувале правото, не може да не дискутираат дека правото имало владење на правото. Од друга страна, кога збориме за узурпираноста, голем дел од граѓаните веруваат државата е узурпирана од СДСМ. Државата е узурпирана од ВМРО. Не, државата не е узурпирана ни од ВМРО, ни од СДСМ. Државата не е узурпирана ни од една друга држава. Другите држави си гледаат да можат да го имаат најдобриот бенефит и однос за својата држава. Другите држави немаат право да се мешаат во суверенитетот на друга држава. Хибриден режим. Хибриден режим представува режим кој што бил нормален во времето на Груевски 11 години, меѓутоа, освен што во времето на Груевски били узурпирани медиумите, судскиот систем, законодавниот дом, се останато, извршната власт нормално, така сега е продолжено, меѓутоа е еволуирано напреднато со тоа што е узурпиран и граѓанскиот сектор. И затоа се создаде вид на хибриден режим, каде што не политичките партии, туку елитите, кои што, корумпираните елити, кои што се на врвовите, не зборам само за Мицковски или за Заев, зборам и за луѓето околу нив, за Радмила, за Шилевов, за Петре, за Милошовски, за Ѓорчев, за Николовски, за сите тие ликови кои што се со години во политикава, меѓутоа они со години направиле никаква промена, чекале да дојдат на власт за да кажат што требало да се промени. Не, промените се случуваат и во времето на опозиција. Ти како опозиција, ако сакаш да спроведеш определена реформа, бори се со се што е можно за да се спроведе реформата. Меѓутоа они постојано играат на политички поени. Узурпираноста на државата е узурпирана од политичките партии СДСМ и ВМРО. Режимот што бил 11 години на ВМРО, кој што го имало узурпирано цел судски систем, видовме како се местат судијки преку телефонски разговори, како се е средено, бебо, мебо, како беа тие разговори. Меѓутоа видовме и разговори како од другата страна се падат информациите за бомбите, за да не може да бидат земени како предмет, за да може да пропадне предметот пред се, за да не може да бидат земени како доказ, зашто предметот би пропаднал против вицето, едно за вицето, едно за црквата, за бомбите што излегоа. Тоа е тој узурпиран систем. Тоа е тој узурпиран систем што го дискутираат систем. Значи не е узурпирана државата од некој странски фактор. Државата е узурпирана од внатре. Странскиот фактор само сака да ви укаже дека вие сте елитите што го создаваат проблемот. Не е народот проблемот, туку сте вие неколку екипи во политичката елита, што седи во СДСМ, што има узурпирано СДСМ, што има узурпирано ВМРО и која што се бори само да се го зголеми профитот. Они во јавност се караат, меѓутоа они седнуваат и ги договараат своите бизниси. Сите може да дискутираме кои се тие бизниси, за кои што они си ги делат, си ги помагаат, играат на тигодајмите. Узурпираноста во државата е узурпираноста во судскиот систем, узурпираноста со тоа што хибриден режим во време на ВМРО ДПМН по пат на тој преседан што го направи Никола Груевски со амнестијата на Хашките трибунали, каде што осудени затворници пушти на слобода. Истото се случи со промената на името. Во нефункционална администрација наследена од ВМРО ДПМН, па веројатно и претходно, каде што се дискутира дека администрацијата не постои, поради и самата бирократија, се увидовме дека администрацијата максимално функционира кога најголемиот лик во држава сака во еден ден да го промени уставот, кривичниот законник и да извади пратеници, да купи пратеници и со тоа да го спроведе својата волја. Тоа е преседан и после такви преседани обично голем дел од функционерите си даваат оставка и се повлекуваат од политика. Исто требаше да го направи Груевски со амнестијата на Хашките трибунали, ако толку стои за таа улога, исто требаше да го направи Зоран Заев со
промената на уставот, кривичниот закон, затоа што во тој момент увидовме дека администрацијата и бирократијата функционира само за махниците, за обичен граѓани тие не постојат затоа што тие не се заинтересирани, затоа што се функционираат по пат на клиентелизам, по пат на постојано климање на глава и мочење, премочување на вистината. Суверенитетот го представува највисокото тело преку кое што се изразува волјата на народот. Тоа се случува преку непосредни избори во држава, меѓутоа политичките партии го имаат узурпирано тој систем. Тоа што независно колку и да народот или едниот другиот го имаат нешто против нив, они имаат фиксни гласачи околу 100.000, 200.000 народ, кои што ќе излезе секако ќе гласа за нив. И во тој модел со 6 изборни единици нема теоретска шанса некоја си помала партија, секоја че се случи тоа чудо да опадне ВМРО со влијание па да успее да пробие левица во тој дел. Меѓутоа понатака ќе си продолжи делот на монопол кој што си го држат партиите СДСМ и ВМРО со овој изборен систем, се додека не се спроведе една изборна единица, се додека доколку политичките партии представуваат место каде кој што народот го изразува својот суверенитет, највисокото тело во државата, тогаш треба да се пронајде начин како тие политики што ги ветуваат партиите бидат спроведени, а да не бидат изманипулирани граѓаните. Граѓаните се најдени во еден вид на ќорсокак, затоа што они не може да сменат ништо. Буквално секој систем, изборниот систем, политичкиот систем е узурпиран од двете политички партии кои што си ги држат монопол, се повторувам повеќе, и хибриден режим ВМРО, СДСМ, политички елити. Што да се дискутира повеќе? СЈО која што требаше да биде символ на правдата беше искористено со цел да се покаже сила врз мокниците дека има нов шериф во градот. Меѓутоа видовме како заврши со домашни притвори, со тоа што Катица не била доволно капацитет човек за да го смисли сето тоа. Вилма Русковски било непријатно да ги зима телефоните на тие ликови што биле обвинети, што веројатно се работи за многу мокни личности. Ако личностите кои што се јавни обвинители, кои што треба да бидат први што се борат против неправдата, се истите тие кои што ги бранат политичките елити, што би можел обичниот народ да направи освен да се дискутира гласно. Ние немаме никакви ресурси, се што можеме да направиме е да се движиме по патот на определени групации, да речеме Белата роза, што се случува во Германија, каде давале интелектуален отпор врз се што се случува околу нас, врз нив од тогашниот фашизам. Но тоа со тоа што ние како млади можеме само да понудиме баш тоа, интелектуален отпор. Со тоа што ние нема да се бориме против некого физички, затоа што тоа не е возможно и нема да постигне ефект, меѓутоа можеме да го кажеме нашиот глас гласно. Секој од нас вреди, секој од нас да го каже тоа што го размислува, без цензура, без влијание од други, да го каже отворено, кога би увидел дека он не е сам во тоа размислување. Би увидел дека има многу луѓе кои што размислуваат како него, меѓутоа нема каде платформа за да го направат, да го искажат својот став. Баш таква платформа ќе бидат овие подкастови, овие прашалници, па и идните активности со кои што ќе се обидеме да ги наместиме темелите на државата како што бидат и да се избориме против цела неправда што се спроведе.